Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на Радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на Радио Глас на надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро. Срдечен поздрав од студиото на Радио Глас на надежта. Ја започнуваме нашата утринска програма Добро утро, емисија која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Ја започнуваме ова наша утринска програма со почетните сервисни информации. Како што реков, денеска е 5 мај, петок 2023 година. Што занесува до денешната временска прогноза, таа гласи дека ќе имаме сончево време со мала до умерена облачност, а во попладневните часови претежно во југоисточните делови ќе има повремен пороен дожд. Ќе има исто така и ретки грмежи, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Нешто слично ќе биде и во Скопје и Скопската котлина. Како е да е, температурите малце се зголемија и во минатите денови имавме променливо време и така ќе биде и во наредните, но сепак температурите утрово се движат од 4 до 14 во западниот дел на Македонија, во источниот дел високо во Беровскиот регион од 6 до 17, доле на југот во Гевгелија од 11 до 22, што се однесува до теквишијата утрово 8 на 11 степени и ќе се искачи до 23 степени. Слично ќе биде и во Комановскиот регион од 7 до 17, Охридскиот од 7 до 18 и така натаму. Утре ќе имаме зголемување на дневната температура и на утринските. Ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Така да очекувајте утре зголемена температура, ќе имаме повеќе сонце, но во наредните 3 дена, значи 7 мај, 8 и 9, времето ќе биде променливо облачно. Ќе имаме до високи 25 степени, но некаде таму на 9 мај температурата дневна ќе биде од 13 до 19. Значи мај се погоди некако променлив месец, временската прогноза навистина е променлива кога станува збор за временската прогноза, ќе имаме и сонце, ќе имаме и дожд, ќе има и ветер, но како е да е, пролетје, полесно се диши, се околу нас веќе зелено. Што се однесува до патиштата, состојбата на патиштата е како што јавуваат од Автомотосојузот на Македонија, сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор градските средини е умерен, а на граничните премини од македонска страна нема подолги задржување. Еве, за час може да отидеме и до граничните премини, на граничниот премин Богородица кон соседна Грција, времето е сончево, има за излез, овде гледам камиони, долга колона и еден ред на автомобили кои чекаат да ја напуштат нашата земја. На Табановце исто имаме мала колона за влез во Македонија, но за излез скоро да нема. Така да еве и на Деве Бајер, односно Блаце, има за влез неколку автомобили, за излез скоро и да нема. На Деве Бајер неколку камиони, сончево е, така да еве како што спомнав, ако планирате да ја напуштите нашата земја, слободно може тоа да го направите, нема никакви пречки и застој на граничните премини. Одиме понатамо, почитувани гледачи, да се подсетиме што се случило на денешен ден во историјата. Значи, денеска е 5 мај. Еве, има многу настани и овде читам многу катастрофи, многу убиства, многу луѓе ги загубиле своите животи, но како да е, само да се подсетиме, 1821 година, денешен ден, на островот Света Елена умрел Наполеон Бонапарта, француски император и војсководец.
Naistina, mnogo je napišeno za ovaj čovek, no eve i to je doživjel svojata smrt, odnosno svojot kraj v 1821. godina na ostrovot Sveta Elena. V 1804. godina je kronisan za imperator. Sakajke da go svoji svetot, a prethodno pokorovajke polovine Evropa trgna vo napad na Rusija v 1812. godina, no doživjel poraz. V april 1814. godina bil prinuden da abdicira, a v 1815. godina povtorno se obidel da dojde na vlast i samo po 100 dena prestoje vo Paris interniranje na ostrovu Sveta Elena, kada što i umrel. V 1883. godina vo Čuruk Bačka, znači vo Vojvodina, roden je Petar Konjovik, srpski kompozitor, dirigent i folklorist. Dobro, v 1907. godina v Ohrid je roden Petre Piruzemajski, učesnik vo Nov na Makedonija, člen na generalštabot i taka natamu umrel v Ohrid na 12. januari 1980. godina. V 1949. godina v Londonu je osnovan Sovjetotna Evropa, komitet na ministri na Sovjetotna Evropa i ovaj datum v 2000. godina go proglasil za Den na Evropa. V 1955. godina na današnji den zapadnite sojuznici go obnovija suverenitetot na Zapadna Germanija i je primija v NATO. V 1973. godina na današnji den Organizacijata za iskrana i земеделство FAO pri Organizacijata na Objedinjetite nacije izvesti javnost дека pоради сушата в Африка речиси 6 милиони луѓе немат со што да се хранат. То се случувало во 1973. година, што да кажеме денеска. Милиони и милиони луѓе, почитувани гледачи, гладуваат и нема со што да се прехранат. Добро, еве уште еден податок. На денешен ден, 1990 година во Бон, почна разговорите на представниците на СССР и САД, Велика Британија, Франција, двете германски држави за обединување на Германија. Знаеме дека тоа се случило. Добро, во 1990 година Република Турција и Република Македонија воспоставија дипломатски односи на ниво на амбасади. За прв амбасадор на Република Турција во Република Македонија е назначен Суха Нојан. Еве уште една информација од Македонија. Во 2040 година на денешен ден под подолго боледување во Скопје починал писателот Науме Радичевски. Својот работен век го поминал како професор на Филолошкиот факултет Блаже Коневски во Скопје. И тоа беа неколку почетни сервисни информации. Почетно гледачи, одеме сега да слушнеме една почетна христијанска песна. Ruke podižemo tebi, tvome silnom imenu, hvala ti za ljubav, to spasenje, za tu žrtvu što si dao, na ljubovni radi nas, jer ti si Bog, silna čuda činiš ti, niko nije kao ti, niko nije kao ti, jer ti si Bog, silna čuda činiš ti, niko nije kao ti, niko nije kao ti. Daj da budemo tad spremni za večno sa tobom, jer ti si Bog,
silna čuda činiš ti, niko nije kao ti, niko nije kao ti, jer ti si Bog, silna čuda činiš ti, niko nije kao ti, niko nije kao ti, jer ti si Bog, silna čuda činiš ti, niko nije kao ti, niko nije kao ti. После ова песна, поточно гледачи, се враќаме повторно во живо во нашата програма. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и во живо следите нашата програма. Овде гледам, имаме гледачи, значи и поздрави од гледачите од Колешино, од Кавадарци, имаме од Скопје гледачи и од други места. Сите сте добре дојдени ово утро во нашата и ваша секако утринска програма. Денеска, како што спомнавме, 5 мај, може да кажеме 125 ден во ова тековна година. Овие денови се случија многу непријатни сцени, страшни слики добивавме од соседна Србија, каде што згасна животи на многу луѓе утрово. Повторно страшни вести се беа пласирани и добивме од околината на Младеновац. Навистина страшно е тоа што се случува во многу умови на човекот, на млади и на стари. Како и да е, да го молиме Бога за утеха на оние кои ги изгубиле своите мили драги, и Бог да не штити во ова лудо време кога сатаната, како што вели и апостол Павле во своите изјави, рика како лав, односно апостол Петар тоа го запишал, рика како лав и сака да не уништи. Сатаната навистина многу умови ги упропастува и ги злоупотребува да посегнат по туги животи. Но свесни сме дека сме овде гости и дека сатаната наскоро ќе биде уништен, но до тогаш тој се уште ќе прави злодела. Многу луѓе денеска си поставија прашање зошто Бог тоа не го спречил или не го спречува. Секако Бог може да го спречи, но Бог ја почитува слободната волја на човекот. Не сака да делува, зашто сатаната би го оптужил дека тој ја потребува и манипулира со слободната волја на човекот. На жалост, сатаната ја злопотребува слободната волја на човекот. И затоа, почитувани гледачи, нашата надеж и утеха и заштита секако во Господа. Пред да прочитам токму еден псалам, а тоа е број 63, како да е напишан за наше време, еве само да се подсетиме на неколку капки на мудроста што се запишани и доживеани од посебни луѓе. Тврдењето дека не е важно луѓето како и во што веруваат е една од најуспешните заблуди на сатаната. Токму тоа сатаната го работи. Не е важно во што веруваш. Не е важно како веруваш. Не е важно како исповедаш својата вера. Важно верувај во нешто, во некој поим. Сатаната всушност ужива во тоа ние така да размислуваме. Кој го оправдува виновникот и кој го осудува правиот, двајцата му се омразили на Господа. Љубомората ја гнилеш на коските. Вистината не се докажува со јачината на гласот. Зградата се дзида од темелот. Паметниот човек зборува тивко. Сакај ги комшиите, но оградата не ја тргнувај. Брзо отварај ги очите, а споро устата. Ако лекарот не научи исправно да лекува, ќе стане убиец. Ако сакаш некого да го запознаеш, види со кого се дружи. Чувај се од погледот на јавноста. Со парите не можеш да ја вратиш младоста. Ако на волот не му се пие вода, не му ја туркај главата во водат. И еве што една, ако гледаш туги работи, на крајот ќе бидеш виновен. Еве тоа беа неколкуте капки на мудроста, верувам дека се поучливи за сите нас. Ајде да го прочитаме Псалам број 63, напишан од Давид, царот Давид. Тој се наоѓал во јудејската пустина, прогонет од своите најблиски
и морал да се крие со својата дружина во пределите на јудејската пустина. Таму тој разочаран, можеби обесхрабрен, плашејќи се за својот живот, ги пишува овие зборови. Ти си ми, Боже, единствениот Бог. Од се срце те барам тебе. За тебе душата ми жеднее. По тебе телото ми копнее. Во ова пресушена, пуста и безводна земја. Сум те гледал во светилиштето, сум ги видел твојата сила и славата твоја. Моите усни ќе ти пеат слава, зашто твојата љубов и од животот е подобра. Додека сум жив, тебе ќе те славам и во името твое раце ќе подигам. Мојата душа ќе биде наситена како со добра храна и со распеани усни тебе ќе те славам. И на постела тебе те спомнувам, во нокните часови на тебе мислам. Бидејќи помошта од тебе ми доаѓа, се веселам под сенката на твоите крилја. Мојата душа до тебе се прилепува, твојата десница ме закрепнува. Ке пропаднат тие што посегнаа по мојот живот, самите тие длабоко под земја ке завршат. Под меч ке паднат и храна за чакалите ке станат, а царот во Бога ке се радува. Сите кои во него се заветуваат, него ке го слават, а лажливите усни ке бидат замолкнати. Еве, каков излив на своето срце Давид овде го опишува. Она што го чувствувал во своето срце, во својата душа, таа осаменост, тој ја пополнува со Божјата присутност. Може би денеска и ние сме повредени, може би некој од нашите мили драги во Србија е повреден, сепак нашата надеж и вера, почитувани пријатели, да ја најдеме во Господа. Нова земја сме гости, животот на оваа земја е несигурен. Меѓутоа, Бог ветел еден нов свет, еден нов живот, кај што ќе нема крвопролевање, кај што ќе нема омрза, кај што ќе нема завис, кај што ќе нема ѓавол. Тоа е многу важно. Сатаната тоа го знае, дека наскоро ќе му дојде крајот и тој ги удвостручува своите сили да управува со човечкиот ум, тој да манипулира фактички со тој човечки ум. Бог му дал на човекот слободна волја, но нажалост денеска таа слободна волја е злоупотребена. Нека Господ не чува и нека не благослови нас и нашите мили, драги, нашите деца во овој ден кој Господ ни го подарува. Продолжуваме повторно со песна. Сутом тихо замире, звезде блескају и прозорска светла нестају. Нетко харфу пребире, жице јецају, гласови пастира престају. Една свеча гори још, ženske odaje, jedna žena tijelo prodaje. Prodaje za 1 groš, to joj dostaje. Tijelo daje, srce ostaje. Dok zadah tijela širi se, i znoj prekriva mirise, na njenom licu suza vidi se. Nema tko je ne psuje, njeno lice ne pljuje, čak i oni koji grleje. Sve je mučno, sve joj dosta već. Kad bi Bog joj bar uputio riječ, Magdalena, opraštam ti sve. Molim te, ne brini, ukloni suza tragove. Magdalena, rane prolaze. Volim te, vjeruj mi, zaboravi poraze.
Jutro nosi nevolju koji svako buđenje, bol u glavi, u duhu gađenje. Klika mnogih na polju budio i zanimanje, vrijeme nije sad za snivanje. I vidio onog o kom je tek čula jedan dan, u srcu joj je razgorio plan. Pred noge mu se bacila i suzama je kvasila, tada začu glas od nekud znan. Magdalena, opraštam ti sve, molim te ne brini, ukloni suza tragove. Magdalena, dane prolaze, volim te, vjeruj mi, zaboravi poraze. Od tog je dana prošlo vremena, život joj bio nije bez bremena. I godine sve više stižu je, ali ove riječi dižu je. Magdalena, opraštam ti sve, molim te ne brini, ukloni suza tragove. Magdalena, rane prolaze, volim te, vjeruj mi, zaboravi poraze. Magdalena, opraštam ti sve, molim te ne brini, ukloni suza tragove. Magdalena, rane prolaze, volim te, vjeruj mi, zaboravi poraze. Magdalena, opraštam ti sve, volim te, Da barem malo ne brini, otri suza tragove. Magdalena, rane prolaze, volim te, vjeruj mi, zaboravi poraze. Volim te, vjeruj mi, zaboravi poraze. Volim te, vjeruj mi, zaboravi poraze. Magdalena, Magdalena, zaboravi poraze. Продолжуваме со нашата програма. Почнам гледачи следува рубриката Вести или искуства од светот и денеска ќе имаме интересно искуство кој ни доаѓа од Камбоџа. Веќе спомнав во минатите емисии за Камбоџа, но еве да се подсетиме дека Камбоџа или официјално Кралство Камбоџа или позната по старото име Кампучија е држава во југоисточна Азија. Камбоџа се граничи со Тајланд на запад и северозапад, со Лаос на север и со Виетнам на исток, додека на југ излегува на Тајландскиот залив. Главен град на Камбоџа е Пном Пен и службен јазик во државата е кмерскиот јазик. Вкупна површина 181.000 километри квадратни, каде што живеат околу 14, скоро 15 милиони жители. Инаку Камбоџа е уставна монархија, каде на чело на државата се наоѓа кралот Нородам Сихамони. Земјоделството во Камбоџа отсекогаш било главен економски сектор, каде околу 59% од населението обстојуваат од земјоделството и
земјоделското производство, во главном таму се произведува ориз. Покрај земјоделството значајни економски сектори се и градежништвото и туризмот, а во 2005 година во Камбоџа биле пронајдени резерви на нафта и природен газ. Значи, денесните вести ни доаѓаат од овој дел на светот Камбоџа. Па да го проследиме искуството на овој млад човек Јан Пира, кој има 20 години, а неговото искуство носи наслов Експеримент во црквата. Кога имал само 19 години, Пира одлучил да го искуша Бога. Овој тинеџер веќе неколку месеци ја посетувал адвентистичката црква во Батаманга. Тоа е вториот град по големина во градот Камбоџа, односно во државата Камбоџа. Го слушал пасторот додека ги читал стиховите од книгата на пророкот Малахија. Донесете ги сите десетоци во ризницата, па да има храна во мојот дом. И потоа испитајте ме, вели Господ Саваот, зар нема да ги отворам, отворите небески за да излием благослов на вас, па да имате и на претек. Тоа го пишува во книгата Малахија во Стариот Завет во 3 глава во 10 стих. Кога дошол во црквата наредната сабота, било време за приложување на даровите. Приложил 1000 камбоџански риали, околу $0,25 или 25 центи, тоа биле сите пари што ги имал. Наредниот ден неговиот постар брат Фирун без никаква причина му дал 10.000 риали, што значи $2,5. Неговиот брат понекогаш му давал пари во посебни прилики, како на пример за камбоџиската нова година или за традиционалната прослава на денот на мртвите, но никогаш не му давал пари без никаква причина. Пиру бил многу изненаден, но дори ни тогаш не бил подготвен да поверува дека тоа е дар од Бога. Наредната седмица одлучил повторно да го тестира Господа, повторно ставил 1000 риали во корпата за дар. Имал 5000 риали во својот джеп. Не ги ставил сите пари, бидејќи 5000 риали му биле потребни за да го наполни со гориво својот мотор, но на крај излегло дека 4000 биле доволни. Во текот на седмицата роднините и пријателите почнаа да ми дават пари без никаква причина, така што имав доволно за гориво. Немав потреба од никого да позајмувам пари. Неколку седмици подосна Пиро се нашол во сериозни неволји. Црквата организирала божикна програма, а тој поканил 15 своји пријатели на свеченоста. Морал да ги вози на својот мотор до црквата и назад. Додека ги возил пријателите, ги сопрела полиција, бидејќи не носеле заштитни шлемови, што било задолжително според прописите за сигурност на патот во Камбоџа. Но полицајецот не зборувал за шлемовите, туку за документите за собственост. Пиро го повикал својот брат кој бил собственик на моторот и дознал дека документите многу одамна се изгубени. Бил загрижен, полицијата можела да му го одземе моторот, а него да го обвини за кражба. Не знаел што да прави. Тогаш се сетив како пасторот ме научи да се молам. Се помолив во себе. Ни приди уште еден полицајец и не праша што се случува. Пиру ја објаснил ситуацијата. Полицајецот рекол, плати казна од 20.000 риали и можеш да се одиш. Пиру немал пари, но во својот ранец кој го носел на грбот имал стар компјутер кој неуспешно се обидувал да го продаде веќе неколку седмици. Го оставил моторот кај полицајците и отишол во блиската заложна куќа. Собственикот на заложната куќа за компјутери му исплатил 40.000 риали. Со добиените пари ја платил казната во полицијата. Овој инцидент ја заакнил неговата вера. Ова ми е доказ дека Бог постои. Бог ми помогна и одговори на мојата молитва кога имав проблем. Неговите пријатели кои се возеле без заштитни шлемови го изразиле своето изненадување кога дошле во црквата на божикната програма. Бог навистина ти помогна во средба со полицијата, рекле тие. Пиру поземил заштитен шлем од некој верник од црквата за да ги однесе
и останатите пријатели на свечената богослужба. Денес тој е единствениот крстен христијанин во своето семејство. Тој исто така студира на универзитетот и секоја седмица на младите во црквата им држи часови за компјутерски програми. Неговите предавања ќе се одржуваат во новиот центар на влијание кој ќе биде изграден со средствата на доброволните прилози на верниците на адвентистите од целиот свет. И затоа, еве овде на крајот, овој млад човек вели: ви благодариме што со своите прилози ни поддржувате мисионските дарување кои им помагаат на луѓето како Пиру да допрат до луѓето во своите локални средини. Еве, може би едноставно искуство, но за овој млад човек било големо да се утврди во верата. Едноставни сцени доживеани во животот, но тој чврсто верувал во Бога дека Бог му помогнал ети со полицијата и кога давал дарови во црква, зашто и денески има луѓе кои велат ако дадам дар, ќе ми остане ова неплатена сметка, она неплатена сметка. Меѓуто, како што и самиот ете го цитира текстот во Малахија 3 глава 10 стих, кој вели: донесете ги сите десетоци во ризницата, значи во црквата, за да има храна во мојот дом, а потоа испитајте ми, вели Господ Савот, зар нема да ги отворам небесните ризници и да излием голем благослов. Има многу верници, многу луѓе кои токму доживеле големи благослови, што му биле верни на Господа, ги давале тие дарови што му припагале според еве овој библиски текст на Господа. Нека и ние, почитувани, му бидеме верни на Господа да даваме. Библијата вели на друго место: она рака која дава не осиромашува. Така да, еве, ако Бог не благослови со материјални средства, да им помогнеме на оние кои се во немаштина. Продолжуваме со песна. Whilst the long night of the Dark Ages covered Europe and darkness covered the people, the lamp of truth still shone brightly in Scotland and Ireland. These two countries on the brink of the known world stood like a wall to resist the menace of advancing religious tyranny. Scotland in particular
like the Waldenses in northern Italy, found in her rugged mountains a fortress. Iona is an isolated island that has become famous in Christian history. It became a central point to the Celtic Church for many centuries, preserving true biblical faith, teaching, educating, and sending out missionaries. The story of Iona starts with a man by the name of Columba, who was actually from Ireland and was born of royal descent. He lived in Ireland and worked there till the age of 32. And from the ages of 25 to 32, he is credited with raising up over 300 churches. Having a missionary spirit burning deep within him, he set sail from Derry in the year 563 with 200 of his companions and came to Scotland. They landed here in Iona, just off the coast of the Isle of Mull, in this bay, which is today named Columbus Bay. Despite finding a windswept and barren island, they built houses, planted crops, and founded a Christian school which would later attain the highest reputation for the pursuit of biblical study and science. The students had a well-rounded education, and in addition to their classes, they would spend time in physical labor, in gardening, in baking, in farming, and in prayer and singing. The students would frequently have to spend 18 years of study before they were ordained for the gospel ministry. It was not a monastery and they were not monks. It was a great mission training institute. The Bible was central to Columba and the school here in Iona. Columba built a church on the Bible and the Bible alone, and is credited with copying 300 copies of the New Testament himself with his own hands. Imagine how many copies his students and fellow faculty produced over the many years the school was based here on this little island of Iona. They followed the commandments of the Bible, including keeping the fourth commandment. In fact, the church here in Iona kept the Sabbath for several centuries. In many ways, the believers here were preserving a faith that was handed down to them over the generations since the earliest believers. They did not see themselves as reformers or as breaking away from Rome, for the faith that they kept had been around much longer. Columba labored here for 34 years before passing to his rest on the 9th of June, which was a Sabbath day. Iona would for many centuries be a leading center of the Celtic Church, sending missionaries out from the shores of Scotland flowing to the continental church. Columba's followers would hold this island for 641 years before they were driven out by the Benedictine monks. Iona stands to us today and gives us lessons in the missionary work that took place here. While today many people come for a time of peace, reflection, and contemplation, a place where they can feel closer to God, we cannot deny the work that took place here. Maybe God is calling you to go and get trained, like the missionaries who would come here to be trained and would go out for service. Maybe God is calling you to be trained for mission service. Maybe He's calling you to a life of full-time ministry. Maybe God is calling you to change the whole course of your life. And if God is calling you, harden not your heart and follow the Lord's leading. Bože moj, ja svestan sam da sam ne mogu ja da budem pobednik u borbi, ali imam zakon svoj na steni, kad tebi verujem, moj prijatelj.
budi tu. Kada dođe nevolja, budi tu. Kad sigurnost trebam ja, Bože, dajem ti sve što sam ja, da tebi ugodim. Molim te, budi tu uvek kraj mene. Mnoga pitanja i lutanja moj život donosi, ne vidim izlaz iz problema, ali imam zaklon svoj na steni, kad tebi verujem, moj prijatelj, za uvek bit ćeš ti. Budi tu kada dođe nevolja, budi tu kad sigurnost trebam ja, Bože, dajem ti sve što sam ja, da tebi ugodim. Molim te, budi tu uvek kraj mene. Budi tu kada dođe nevolja, budi tu kad sigurnost trebam ja, Bože, dajem ti sve što sam ja, da tebi ugodim. Molim te, budi tu uvek kraj mene. Molim te, budi tu uvek kraj mene. Земјата ја обвил мрак, зашто Бог е погрешно сватен. За да се растераат мрачните сенки, за светот да може да се врати кај Бога, измамничката сатанска сила морала да биде скршена. Тоа не можело да се постигне со сила. Насилството е спротивно од начелата на Божјето владење. Тој сака само служба од љубов, а љубовта не може да се изнуди. Таа не може да се задобие со сила или со власт. Само љубовта може да разбуди љубов. Да го познаваме Бога значи да го љубиме. Неговиот карактер мора да се истакне како спротивност на карактерот на сатаната. Оваа дело може да го оствари само едно суштество во целата вселена. Божјата љубов може да ја објави само оној што е познава нејзината висина и длабина. Над мрачната ноќ на светот мора да изгрее сонцето на правдата со здравје во неговите зраци. Пламенот на нашето спасение не бил дополнителна мисла. План создаден откако Адам паднал во грев. Со него се открила тајната скриена од вечноста. Тоа е откровение на начелата што биле темел на Божиот престол уште од вечноста. Уште од почетокот, Бог Отецот и Христос знаеле за отпадот на сатаната и за падот на човекот предизвикан со дејствувањето на измамната сила на отпадникот. Бог не е причина за постоењето на гревот.
но тој однапред го видел неговото постоење, обезбедувајќи средство со кое ќе се протистави на оваа страшна можност. Неговата љубов кон светот била толку голема, што тој се заветувал дека ќе го даде својот единороден син за ниеден кој верува во него да не загине, туку да има живот вечен. Што е смислата на животот? Е прашање за кое сакам да размислуваме во наредните неколку минути, почитувани гледачи. Од каде доаѓаме? Каде одиме? Какво е значењето на твојот и на мојот живот меѓу овие безбројни луѓе кои живеат и кои живееле и кои живеат на оваа земја? Знаеме дека има скоро 8 милиарди луѓе. Како да се снајдеме во таа шума на луѓе? Можно ли после смртта да престане се? Со нашите размислување, со мојата љубов, со жалост и напорите да постигнеме нешто. Дали човекот може да се снајде во овој ужас на животот, во овој ужас на живот кој денеска се случува? Кога човечкиот живот скоро е безвреден, се губи за секунда и човекот остава се позади себе. Дали се тогаш исплатува и понатаму да живееме, да се бориме, да се мачиме, за на крај да станеме поим насочен кон заборав една бројка, сега сме, а утре не сме. Зар во универзитетот настанало се така безсмислено за набрго да исчезне во безсмисла? Еве, тоа се тие прашања за кои сакам во неколку наредни емисии да размислуваме за смислата. На моја позната пријателка, специјалист на подрачјето на психијатријата, кој имаше големо работно лекарско искуство. Може би несмасно ја прашав, бидејќи имаш животно искуство и лекарски позив, верувам дека ти си меродавно лице да одговориш на моето прашање што е смисла на животот. Значи, тоа прашање било поставено. Предпоставувам дека тоа многу пати ти било поставувано и од други твои пациенти. И таа застана за миг и по кратко молчење ми рече: имаш ли некое полесно прашање? Навистина не е лесно да се одговори на прашањето смислата. Која е смислата на животот? Многу луѓе немат храброст да се носат со овие и со слични мисли, и затоа тоа го потиснува често пати измислувајќи нови животни прашања и така натаму. Некои тоа го прават така што се одаваат на секое задоволство што ќе се најде на нивниот животен пат, други брзат по кариера, робувајќи на својата кариера се до својата смрт и обидувајќи се самите себе си дека кога ќе постигнат некој одреден врв или ќе заработат доволно пари, тогаш ќе имаат доволно среќа, ќе бидат задоволни, ќе бидат радосни во својот живот и така натаму. Сепак на крајот те увидуваат дека тоа не функционира. И понатаму тие луѓе се празни во душата, без разлика што постигнале доволно кариера во својот живот или собрале доволно пари, сепак тие се фрустрирани и празни во својата душа. Имав пријател кој е успешен, деловен човек и кој располага со големи милиони долари. Сатот што го носи на својата лева рака блескоти од злато и скапоцени камења, а вредноста му е изразена со бројка со 5 бројки на долари. Значи, скап часовник. Бидејќи се познаваме уште од малички нозе, можев отворено да разговарам со него и да го прашувам разни прашања. Извесно време сето тоа е забавно, тој ми кажува, и привлечно, но не може човекот да го направи трајно среќен, а уште помалку да одговори и на прашањето за смислата на животот, му кажал овој пријател на човекот. Од друга страна, оние кои животот го сваќаат на друг начин, можеби немаат се,
немаат популарност, немаат пари, не се на првите страници на дневните вестници, но во длабоко во својата душа се среќни и радосни, затоа што го имаат Бога. Може би немаат пари, немаат кариера, но го имаат длабоко во своето срце Господа. Но, на жалост, некои бегаат од стварноста, која човекот не може или не сака да се соочи. Со многу работи, кога човекот се соочува, посебно со оние кои се непремостливи, да ги наречеме, или нерешиви. На жалост, луѓето посегнуваат по својот живот, вршат самоубиство. Еве подолу, за која минута ќе спомнам, црни бројки кога е во прашање на луѓе кои посегнале по својот живот. Некои луѓе па посегнуваат по алкохол, по дрога, однапред знаат дека тоа нема да им го реши проблемот, ќе си нанесат само повеќе болка, страдање, а можеби и прерана смрт. Сака тоа да го признат или не, ови луѓе не ја познаваат смислата на својот живот. И затоа нивниот живот е сличен на леш од брод на море, кој ветричата на околностите понатаму бесмислено го пресочуваат на карпите на депресијата и бесмисленоста. Значи, ете, некој таквиот живот го споредил со леш. Кои се тие трагични резултати кога човекот не ја познава смислата или не го познава смислата на животот? Како крајни, веројатно, најжалосен продукт на ваквата состојба се присутни во современиот живот е актот што многу луѓе, како што реков, креваат рака на себе. Според актуелните статистички податоци, во светот секој ден се извршуваат околу 2700 самоубиства. Добро слушнавте, ова бројка е веќе застарена. Преку 2700 луѓе секојдневно креваат рака на себе. Тоа значи дека секоја година речиси 1 милион луѓе скршени од страдањата, од бесмисленоста и загубеноста на својот живот, креваат рака на себе и си го одземаат животот. Сета човечка интелектуална маса или популација која постои на овој свет, сиот стопански и научен напредок не успеле да ја задоволат човечката душа и да одговорат на основните прашања. Стапката на самоубиства во некои развиени индустријски земји е осетно повисока отколку во многу земји кои му припаѓаат на така наречениот трет свет. Еве, на пример, може да послужи Германија, која во 1995 година 12.888 луѓе извршиле самоубиство. Само во Германија, 1995 година. Проучувајќи ја статистиката од минатите години, лесно може да се забележи постојан раст на овие трагични појави. Секако, многу е поголем бројот на оние кои се обиделе да извршат самоубиство, но биле на некој начин спречени, но не успеле да остварат таа жална намера. Уште поголем е бројот на оние кои радо би го окончале својот живот, но немаат храброст да го сторат такво нешто. Тоа е трагедија на современиот човек кој често има се, освен целосно и физичко задоволство, вистинско физичко задоволство и смисла на животот. Според една анкета која е спроведена во Србија, над 70% од така анкетираните на прашањето што е смисла на животот одговориле не знам или слично. Навистина е интересно што иако за овој предмет се напишени илјадници страници, современиот човек се уште нема решение за овој проблем. Какви одговори му се нудат на човекот? За одговорите ќе слушнеме, почитувани гледачи, во наредната емисија. Еве, почнавме со ова кратко размислување, што е смисла на животот, ќе продолжиме и во наредните емисии на нашата утринска програма на Радио Глас на надежта. Одеме сега со еден джингл, а потоа ќе кажеме нешто за здравјето, за здравата исхрана. Одеме со джингл. Ово утро би сакал малку да размислуваме за целерот. 12 причини зошто да го сакате или да го засакате целерот да го потребувате во вашата секојдневна исхрана, почитувани гледачи. Верувам дека го користите, но еве вие кои можеби се уште ретко го користите целерот, да видиме зошто, какви се придобивките од
користењето на целерот за нашето здравје. Целерот е добар извор на витамините А, С и Б, посебно на фолната киселина и на важни минерали како што се калциумот, калиумот и магнезиумот. Целерот број 1 е добар за видот, значи за нашите очи. Едно големо парче целер содржи во себе 10% од препорачената дневна доза на витаминот А, кој пак е многу важен за здравјето на очите. Може да биде еден вид замена за солта. Целерот содржи натриум, така што слободно може да се каже дека тој е еден вид природна органска сол, која е добра за здравјето. Понатаму, го помага варењето. Содржи многу нерастворливи влакни и многу вода, некаде околу 95%, така што благодарение на тоа делува многу поволно на работата на цревата. Ја регулира pH рамнотежата во телото. Целерот му помага на телото да не стане прекомерно кисело, бидејќи содржи алкални материи, вклучувајќи го и калиумот, магнезиумот, железото и натриумот. Помага во одржување на телесната тежина. Ако се обидувате да ослабнете, целерот е одличен избор за тоа. Има исклучително малку калории, едно парче целер има во себе само 10%, а покрај тоа е одличен извор на растителни влакна, кои дава чувство на ситост и која помагаат работата на цревата. Помага во детоксикација на телото. Целерот делува како диуретик, а има и субстанции кои помагат за елиминирање на токсичниот отпад од телото. Може да го намале високиот крвен притисок, утврдено е дека сировиот целер го намалува крвниот притисок. Понатаму ублажува болка. Истото соединение кое помага во намалување на високиот крвен притисок му возможува на целерот да придонесе за облажување на болки предизвикани од гихт и артритис. Содржи антиканцерогенни субстанции. Целерот ја содржи фитохемикалијата кумарин, која зголемува активноста на белите крвни зрнца. На тој начин помага во превенција на некои облици на рак, особено или посебно на рак на дојката. Некои истражувања кажува дека редовното консумирање на целер значително може да го забави формирањето на малигните кели кај ракот на дојката. Делува смирувачки на нервите. Поради богатството од магнезиум, целерот помага во намалување на стресот. Исто така тој содржи едно есенцијално масло кое го смирува нервниот систем и кое помага за подобар сон. Затоа е добро да се јаде за вечера. И како последен совет, делува против воспалението. Целерот намалува воспаленија, па ќе биде добре дојден доколку патите од воспаление на зглобовите или од астма. Придонесува за јакнење на имунитетот. Целерот содржи значајна количина на витаминот С и други антиоксиданси, што придонесува за јакнење на имунитетот. Еве, тоа беа тие 12 совети, почитувани гледачи, зошто да го користиме целерот во нашата секојдневна исхрана. Пролете, зелените пазари се полни со разни намирници, зеленчуци и еве и целерот го има, така да планирајте го целерот во вашата исхрана. Имате рецепти какви што сакате, може да го блендирате и сок да го пиете, но може како салата, може да го користите на разни начини, како е да го користиме во свежа природна состојба, зашто се зачуваат сите овие витамини кои ги спомнав претходно. Одеме сега повторно со песна, а потоа полека ќе одеме и кон крајот на ова денешна утринска програма. Site dela tvoj čudesni.
Еве неповторно во програма, почнуваме гледачи, вие следите утринската програма на Радио Глас на надежта. Емисија која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Денеска сакам да ви ја предложам и да ви ја понудам бесплатно секако книгата Големата борба помеѓу Христа и Сатаната. Сите вие кои сакате да имате, порачете слободно на нашата адреса, ние ќе ве испратиме по пошта или ќе ви доставиме до вашата домашна адреса. Книгата е прилично дебела, но многу е содржајна, квалитетна е, многу е актуелна, зборува за минатото, за сегашноста, но и за иднина. Се она што ќе се случува во скорешна иднина пред самото Христово доаѓање. Значи, големата борба помеѓу Христа и Сатаната. Слободно напишете на нашата адреса, исто така може да ви ја понудиме и Библијата бесплатно, значи Свето писмо на македонски јазик. Вие кои сакате да изучувате Библијата по дописен пат, слободно напишете на нашата адреса, значи ние ќе ви испратиме Библијата во пишана форма, а вие кои сакате да изучувате по дописен пат, онлайн, значи може да влезете на сајтот bibliјатазборува.mk и таму ќе се запознаете со 8 електронски дописни библиски школи. Да ја видиме сега и рекламата за дописната библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве, полека дојдовме до крајот на ова наша денешна утринска програма. Почитувани гледачи, сакам уште еднаш да ве поздравам и да ви се заблагодарам што и денеска бевте со нас. Посебен поздрав сакам на крај да упатам до мојот пријател Душко Прнков. Тој е од Македонија, но живее во Хрватска, во Вараждин. Ние се познаваме, тој е наш редовен гледач. Поздрав до сите останати наши гледачи кои се во Хрватска, во Германија и во многу други земји во светот кои ја пратат ова наша утринска програма. Ви посакувам на крајот убав ден да имате, убав викенд и деновите кои се пред нас, да Господ не чува во ова зло време. Навистина живееме во едно зачарено подрачје, би рекол, кај што се зачуваат многу чудни работи, каде што човечкиот живот станува многу безвреден. Но затоа наскоро ќе дојде и тоа време кога ќе се направи крај, како што вели Свето писмо, кога злото ќе исчезне и гревот, секако и оној кој е зачитник на гревот, а тоа е Сатаната, ѓаволот. Но наше е да се предадеме во Божји раце и нека се што се случува во нашиот живот да биде според волјата Господова. Уште еднаш ви посакувам секој добро и довидување до наредната емисија. Пријатно. Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на Радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на Радио Глас на надежта. Се гледаме.